Добар ден во дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните во него. По повод Митровденското одбележување на денот на ослободувањето на град Штип, денеска се одржа 25-тиот турнир во стрелаштво. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев го испука првиот куршум. Во Штипскиот клинички центар бројот на абортуси е значително зголемен годинава за разлика од минатата година. Интензивно се работи на патната инфраструктура на источниот регион. Пратениците на ВМРО ДПМН дадоа зелено светло на патните правци Штип Радовиш и Штип Кочани. По повод Митровденското одбележување на денот на ослободувањето на град Штип, денеска се одржа 25-тиот турнир во стрелаштво. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев го испука првиот куршум. Градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев го испука првиот куршум, со што и официјално започна 25-тиот турнир во стрелаштво во организација на стрелашкиот клуб Штип од Штип по повод Митровденските одбележувања на денот на ослободувањето на градот Штип. Најдобрите кои ќе постигнат високите резултати ќе бидат наградени со пехари и медали од стрелачкиот клуб Штип од Штип. Учесници има 4 клуба. Чест е да се прославува 25-ти традиционален турнир. По протоколот на турнирот, првото испукување го прави градоначалникот, првата пушка ја пука и после турнирот се отвара. Градоначалникот истакна дека општинската власт ке стори се што е потребно стрелаштвото во Штип да продолжи да се негува. Последните 4-5 години отидоа доста напред. Традиционално организираат турнир по повод ослободувањето на градот. Ова година е 25-ти поред. Сакам денеска да покажете врвни резултати. Ќе биде убаво да речеме да се омасовува овој спорт и да се зачленуваат и помлади лица во стрелачкиот клуб. Наша обврска како општина е да ве помагаме колку можеме максимално. На турнирот учествуваат членови од стрелачкиот клуб Штип и вработени во армијата на Република Македонија и секторот за внатрешни работи Штип. Вчера во уметничката галерија Писистен во Штип беше отворена 48-та поред изложба на ликовни дела, која се организира во рамки на одбележувањето на 71 година од ослободувањето на град Штип. Во рамки на Митровденското одбележување на 71 годишнината од ослободувањето на град Штип, синоќа во уметничката галерија Безистен беше отворена 48-та поред изложба на ликовни дела на членови на Сдруженијето на ликовни уметници од Штип. Изложбата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев. За мене културата и уметноста е нешто посебно. Често пати зборувам дека уметноста е вечна. Колку е постара, повредна е. И Штип се гордее со своите ликовни уметници. Ова изложба општината ја поддржува скромно. Да има повеќе пари, би дали и повеќе пари. Навистина, вие работите во ваши ателјеа, во домашни услови и верувајте дека збогатувањето на културниот живот во нашиот град не би бил целосен ако не е ликовната уметност. Сакам само да ви посакам да биете здрави да творите. Да творите што повеќе затоа што нашиот град Штип станува се поинтересен за живење. Му се враќа онаа стара слава која постоеше од порано, а ние како локална власт, благодарение на поддршката на централната власт, ќе направиме Штип да биде навистина втор центар во Македонија после Скопје. На ликовната изложба свој дела има и дел од студентите од Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев. За доцент доктор Кирил Барбареев, оваа изложба е спој на млади ликовни уметници со искусни уметници кои долги години наназад даваат придонес во развојот на ликовната уметност на Штип. Млади ентузијасти со желба да напредуваат, да работат и после ме радува тој факт. И секако е збогатија нашата овогодишна поставка. Така да, мислам дека задоволството е општо оваа година. Универзитетот се обиде да помогне во целата оваа манифестација во денот на одбележувањето на општина Штип преку со една конкретна активност и не случајно дава поддршка затоа што станува збор за поддршка на една многу значајна, можеби највиталната духовна композиција на она што треба да представува спој на убавото и доброто. Така да не случајно универзитетот и
дава поддршка на ликовната, на филмската, на музичката академија, затоа што е можеби најважното почитување на она на кое што се тие духовни вредности. Тодор Максимов е еден од основачите на Друштвото на ликовни уметници во Штип во 1967 година. Тој истакна дека тогаш биле само 8 ентузијасти, за сега таа бројка значително да се зголеми и очекува дека друштвото ќе постои уште многу години во иднина. Може ли да се очекува ваша изложба во најскоро време? Најскоро време, не, најде што, да се направи изложба е да се напише роман. Малку потешко оди со романот, не доаѓа инспирација и готово. Тоа се романтични сваќања за уметноста. Треба да се работи, да се менува, да се додава, да се одзима и така. Најверојатно за 1-2 години може би ако бидам жив. Боже, а каде вие ја наоѓате инспирацијата? Инспирацијата, самиот живот е инспирација. Горан Карашов е самоук сликар кој со своји дела учествува во изложбата. На мене лично наивата ми така лежи и ова што надреализумо го работам така малку по... Бидејќи тоа го чувствувам и тоа така ми лежи повише го работам, така да она што го работам со сликите за мене представува така едно мистично нешто, делови кои што се и препознатливи, има таму работи кои што се дозволуваат за разлика од другите правци кои што не се дозволуваат. 48-та изложба на делата на штипските ликовни уметници ќе биде отворена во текот на наредните 20 на дена и секој заинтересиран може да ги погледне во текот на претпладневните и пладневните часови, период во кој уметничката галерија Безистен е отворена за посетители. Синоќа и во текот на денешниот ден се одбележува Митровденската задушница, кога се посетуваат вечните почивалишта на блиските. За помен на починатите се дели храна како милостина за сиромашните. Според православниот црковен календар, денешниот ден пред празникот на Свети Димитрија Солунски е посветен за помен на починатите. Синоќа и во текот на денешниот ден се одбележува Митровденска задушница, кога се посетуваат вечните почивалишта на блиските. Православните верници ги посетуваат гробните места или црквите и со себе носат варена пченица и црвено вино. Со молитви и свеќи се спомнуваат покојните. Отец Николче Ѓорѓев додава дека за помен на починатите се дели храна како милостина за сиромашните. Во дневникот минути за инфраструктурното уредување. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ од Штип денеска на пресконференција ги истакнаа активностите на владата кои се однесуваат на инфраструктурното уредување на патиштата во државата, претежно во источниот регион. Реализацијата на експресниот пат Штип-Радовиш е поделена во неколку подпроекти кои се важни за Штип, бидејќи се однесуваат на клучката кај 3 чешми. Ова денес го истакнаа пратениците на ВМРО ДПМНЕ од Штип на пресконференција, каде меѓу другото ги представија новите активности на владата на Република Македонија, кои што се однесуваат на инфраструктурното уредување на источниот регион. Ова представува еден од поважните проекти за Штип, но исто така значаен и за цела Источна Македонија, бидејќи со него продолжува инфраструктурното осовременување на регионот. Ова е проект кој што ние како пратеници од Штип го ветивме на штипјани. Експресниот пат од Штип до Радовиш ќе биде во вкупна должина од 39 км со широчина од 11,4 метри. Реконструкцијата и проширувањето на постојаната делница Штип-Радовиш ќе биде во должина од 18 км, додека изградбата на нова траса во должина од 21 км до Радовиш. Освен на патниот правец Штип-Радовиш, пратениците дадоа зелено светло и за изградба на делницата Штип-Кочани. Наместо рехабилитација и реконструкција на постојниот магистрален пат А3 се донесе одлука која е уште попозитивна за нас, а тоа е да се изгради нов пат кој ќе биде полуавтопатско решение, односно експресен пат Штип-Кочани. Со изградбата на овие патни правци ќе биде од големо значење за патниот сообраќај, безбедност при патувањето, како и подобрување на економскиот развој. Сакаме да подсетиме дека освен овие два експресни патишта, интензивно се гради и автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 км
Истиот треба да го поврзе Штип со главниот град на Република Македонија, а од тука и со Западна Македонија. Мицевски истакна дека заедно со владата предводена од ВМРО ДПМН дека ќе продолжат да работат на подобрување на условите за живот, како и секогаш ќе ги имаат предвид интересите и барањата на граѓаните, додаде дека досега се реализирани низа проекти какви што Штип не памети. Започнаа градежните активности за асфалтирање на нова улица во село Габрово Делчевско. За околу една недела оваа улица ќе добие асфалт во должина од околу 300 метри. Нова асфалтирана улица ќе добијат жителите на село Габрово Делчевско. Деновиве започнаа градежните активности, подготовки за тампонирање, а за недела дена и ќе се асфалтира улицата долго околу 300 метри. Ние се надеваме дека оваа улица која што е започната, временските прилики ќе дозволат да ја завршиме во предвидениот рок. Се надеваме дека овие земјани активности кои што сега ги гледате ќе бидат завршени до крајот на оваа недела, а во идната недела, доколку бидат во ред временските услови, се надеваме на асфалт. Мештаните задоволни чекаат децении да се асфалтира оваа улица, која ќе ја користат жителите од 30 на куќи. И па малку подобар живот, после 50 години да начекаме, тоа е. Тоа е тоа. После 50 години веќе се направи да малку се живни, иначе тоа е тоа. Колку куќи тука ќе го користат овој асфалт? Па сигурно 30 куќи. Па што ќе значи да не газиме кал? Ја викам и потворен зид да ставя, вика не бива, само асфалт, што друго да каже. Добро, како беше досега? Кал, како лошо те. Лошо. Само нашата улица не беше асфалтирана. Като за останали беме. И за сите е убаво. Од време го чекаме тоа. Се направија, најпосле таа улица од оната рекоа ќе се направија ја. Остана нашта. И кажаа дека ќе ја направат и стварно денеска и она биде. Ето, мисля, още не е бидело, де? Ама чим се вече тука оформува тие работи, ќе биде. И од тоа поубаво нема. Финансиските средства за асфалтирање на улицата се обезбедени во целост од буџетот на општина Делчево. Во Беровско расте бројот на регистрирани земјоделци. Оваа констатација денес беше потврдена на заедничката средба на земјоделците со заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Во Беровско расте бројот на регистрирани земјоделци. Оваа констатација денес беше потврдена на заедничката средба помеѓу земјоделците од Беровскиот регион и заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Чувам околу 300 грла овци. Сега сум аплицирал само за земјоделско земјиште, друго не сум, сега ќе почнеме. Имаше стар јаболков насад, на истото место засадивме нов вишнов насад, каде ставивме систем капка по капка, со помош на парите на средствата од Агенција за финансиска поддршка. Апелирам до сите млади земјоделци да не се плашат, да пробаат, да работат, сточарство, земјоделство, било што. Најголема сатисфакција за нас е тоа дека постојано се зголемуваат барањата на повеќе јавни повици, на повеќе јавни огласи, било да е тоа за доделување на земјоделско земјиште, каде што воведуваме и транспарентна постапка за доделување на земјоделското земјиште и за комерцијални намени, меѓутоа и за оние кои што сакаат локално, семејно да се занимаваат, да можат да екзистираат како фамилии, да обезбедат нормална екзистенција, да прехрануваат семејства, да обезбедуваат образование. Освен самостојните земјоделци, задоволство од резултатите и искористувањето на средствата преку разните програми кои ги нуди Министерството за земјоделство, покажа и фирмите кои во текот на изминатата година бележат одлични резултати. Имаме една успешна апликација во агенцијата ИПАРТ, и веќе сме тргнати во реализација, така што следната година нашиот капацитет ќе биде некаде 300 до 500 тони слива, што е еден сериозен капацитет. Инаку средствата за располагање кои што ги има општина Берово за наредниот период изнесуваат околу 34 милиони денари. Со половина милион евра внесени во општина Берово, тоа е еден бенефит кој колку и да сакаме ние да кажеме дека можеме да го надоместиме преку собирање на данок од граѓаните, сепак тоа е невозможно. Преку програмата за рурален развој во наредниот период во општина Берово ќе се реализираат 3 крупни проекти, истакна заменик министерот Костадинов. Аплицираше со проект за изградба на кружен тек во Берово, кој што се поврзува со регионален прат во вредност од околу 8 милиони денари. Понатаму исто така и предвидено изградба на улица во село Смојмирово, исто така нова инвестиција и инвестиција во изградба на
пат, кој што е по локален пат Берова-Бланица, кој што е исто така некаде во вредност повеќе од околу 11 милиони денари, значи се вкупно некаде околу 21 милион денари. Во мултимедијалниот центар на УГД, кој се наоѓа во склоп на економскиот факултет, се одржа научен симпозиум. На симпозиумот, кој го организира факултетот за медицински науки, се дискутираше на повеќе теми поврзани со стоматологијата. Денешниот симпозиум на тема естетски концепти за функционална оклузална рехабилитација е во рамки на програмата за континуиран професионален развој и едукација на стоматолозите од општа пракса во Република Македонија. Конкретно темата е колкава е взаимноста и конектираноста на повеќе гранки од стоматологијата и колкаво е нивното влијание. Пред се проблематиката на функционалноста на жвакалниот апарат и проблематиката на естетиката, кои денес се прилично застапени во светот па и кај нас. Предавачи поканивме од Романија, кои работат и презентира некои современи методи за диагностицирање на функционална проблематика со дигитална компјутеризација или дигитално камерно снимање и пренесување на функционалните проблеми компјутерски. Преку презентациите присутните беа запознати со примената на чекорите во решавањето на естетиката кај пациенти со слична проблематика. Претежно за стоматолозите кои во пракса се соочуваат со пациенти со токму таква проблематика. Ја мислам дека и нема пациенти без таква проблематика. Функционалното пореметување во оклузалниот, во жвакалниот апарат е многу честа појава, имајќи го предвид тоа што и кај нас во нашата република некако оралното здравје не завзема видна положба или видно ниво. Според Миноска, оралното здравје е процес кој треба да се одржува од рана возраст и континуирано да трае во текот на животот. Што се однесува до проблемот со кој некои се соочуваат, а се однесува на ноќното шкрипење со забите или ноќната апнеа, во овој случај треба да се вклучени повеќе медицински специјалисти предводени од стоматолозите кои користат специјални апарати. Procentele de a meliorare a situațiilor clinice corect diagnosticate și indicate spre tratament. Секако доколку претходно е добро диагностицирана ова проблематика и имаме добри насоки за третман и незиното решавање, Arată o îmbunătățire a indexului apnee-hipopnee. Имаме подобрување во третманот, односно имаме многу добри резултати. A indexului de saturație cu oxigen a sângelui. Секако тука е битен индексот за задоволување на кислородот во крвта. Секако и битен е и воздухот кој што го дишеме. În procente de 65-70%. Помеѓу 65 и 70% од овие проблематики. Asemănătoare cu procentele care atestă eficiența SIPAP-ului. А секако тие се во на иста ниво, односно во иста линија и доколку го користиме тој специјален СИПАП апарат. Din păcate, но multe din situațiile care necesită astfel de tratamente, на жалост, голем број од овие случаи кои што е потребен третман со различни апарати, având cofactori cauzali mult mai multe elemente, во суштина на тој проблем постојат и други етиолошки фактори, значи не е само еден. Директни причинители за оваа појава се дијабетесот, прекумерната телесна тежина, изголемениот крвен притисок, како и невролошки заболувања. Абортусот не е единствено решение за предвремено прекинување на непланирана бременост. Сепак во Штипскиот клинички центар бројот на абортуси е значително зголемен годинава за разлика од минатата година, дознаваме од портпаролот Марина Шуманска. Секоја жена треба да има контрола на своето тело и моќ за самоопределување, бидејќи тие се најпогодени од процесот на репродукција. Сепак, абортусот не е единствено решение за предвремено прекинување на непланирана бременост. Добро промислена одлука може да спаси новоформиран живот. За таа цел во Штип веќе 3 години успешно работи Центарот за советување жени со непланирана бременост, насловен Лидија Срце што чука.
Она што во прв момент ние го правиме со самите жени е се обидуваме да сватиме и да дознаеме од нив зошто размислуваат за абортус. Зошто го гледаат абортусот како единственото решение што им се нуди и зошто не може да размислат и за другите две можности што ги имаат. Значи да го задржат бебето, да го чуваат или пак евентуално да се даде на посвојување. Но единствено нешто што на жените им треба некој да им каже дека тие се силни, дека тие можат да издржат, можат да донесат добра одлука за која што нема да зажалат понатаму во животот. Покрај сосовете центарот им нуди и материјална помош која ќе им помогне во првите денови откако бебето ќе дојде на свет. Можеме да им обезбедиме количка, креветче, памперси, облек, хигиенски препарати за бебето, така што нема да бидат сами, нема да бидат оставени сами на себе. Иако овој центар е формиран со цел да се намали бројот на абортуси, сепак бројките според клиничката болница од Штип покажуваат пораст за оваа година. Само за 10 месеци има 111 абортуси, додека во 2014 година бројот е доста помал, изнесува само 76. Во колку се случи жената да и понатаму сака да ја прекине бременоста, таа мора да потпише писмена изјава и после потпишувањето на писмената изјава треба после 3 дена тие пак да дојдат кај нас и ако сакаат да ја прекинат бременоста. Кај нас исто така постои и комисија за прекинување на бременоста, ако жените имаат бременност поголема од 10 недели. И таа комисија се состои од гинеколог, од интернист и од социјален работник. Во оваа проблематика треба да се вклучат повеќе институции кои би можеле превентивно да делуваат на жените пред да се одлучат на абортус како крајно решение. Дневниот центар од Делчево за лица со посебни потреби ја подготвува театарската представа Преку зидот, која ќе ја одиграат на 22 ноември во Драмски театар во Скопје. Во представата се вклучени инклузирани деца и од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост од Делчево се одзва на иницијативата на Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика, со која кон крајот на месецот ќе учествуваат на настанот културата и лицата со посебни потреби. За таа цел во подготовка е театарската представа Преку зидот, која се подготвува заедно со лицата со интелектуална попреченост од Делчево и инклузирани деца од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Центарот за социјална работа, Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика имаат покренато една иницијатива за вклучување на лица со посебни потреби во културни настани. Ние ја прифативме со задоволство поканата од Министерството за култура да учествуваме со наша театарска представа. Иако не е едноставно да биде таа целосно да биде подготвена, сепак имавме доволно време и подготовките за представата се веќе при крај, со тоа што на 21 или 22 ние ќе земеме активно учество на така наречено културата и лицата со посебни потреби. Најава за учество на овој настан има од речиси сите дневни центри за лица со интелектуална попреченост од државата, настан кој што ќе има и надпреварувачки карактер. Интересно е тоа што победниците од овој фестивал ќе бидат на турнеа во Турција и некои други држави, што нам по-ни е битно самото учество и оној дел на интеграција и социализација и вклучување во тој дел од сферите на културното живење на оваа целна популација, се разбира. Настапот со театарската представа Преку зидот на лицата со интелектуална попреченост од Делчево и инклузирани деца од Делчевската гимназија ќе се реализира на 22 ноември во Драмски театар во Скопје. Американската администрација ќе отвори нови центри за регистрација и проверка на бегалци од Сирија пред нивното испраќање на територијата на Соединетите Американски држави. Одлуката е донесена откако во септември председателот Барак Обама најави дека САД ќе презема дополнителни 10.000 сирийски бегалци во 2016-та. Американскиот Стейт Департмент објави дека ќе биде отворен центар за проверка на бегалци во ирачкиот град Ербил пред крајот на годината, а следната година повторно ќе почне со работа таквиот центар во Бејрут. Белата куќа не соопшти колку дополнителни бегалци ќе примаат САД, но според представници на американската администрација се бараат начини таа бројка да се зголеми. Стейт Департментот има 9 центри за проверка на бегалци во светот.
Откако ги прегледаат двете црни кутии од рускиот патнички авион што се урна во Египет, европските експерти синоќа соопштија дека причината за несреќата не била случајна и дека по 24 минути од полетувањето во леталото дошло до експлозија. Како што јавува CNN, повикувајќи се на Франс 2, експертите објавиле дека врз основа на снимките од разговорот во пилотската кабина и податоците за летот, утврдено е дека експлозијата не била несреќен случај, како и дека во почетната фаза на летот немало никакви знаци за механички дефект. Во текот на првите 24 минути се било во ред, а потоа во дел од секунда дошло до прекин и немало никаков разговор во пилотската кабина, што експертите ги уверува дека во авионот била поставена бомба, објавила телевизијата Франс 2. Претходно рускиот претседател Владимир Путин се согласи со препораките на Федералната служба за безбедност да се прекине воздушниот сообраќај со Египет додека не бидат разјаснети причините за несреќата. Министерството за внатрешни работи на Србија објави снимки од апсењата на двајца дилери на дрога, за кои српскиот министер Небојша Стефановиќ изјави дека се најголемите во Србија. Стефановиќ кажа дека во акцијата во која покрај апсениот наркобос со иницијали МТ од Нови Пазар биле уапсени уште 4 лица. Српскиот министер истакна дека полицијата утринава влегла во просториите и становите кои биле користени на териториите на Нови Сад и Нови Пазар, преку кои со години бил шверцуван хероин од Турција низ територијата на Србија кон Западна Европа. Стефановиќ изјавил дека српската полиција во последните 4 месеци запленила 13 килограми хероин на таа криминална група, а дека преку акцијата биле откриени организаторите и врвот на пирамидата на шверцот на дрога, истакнувајќи дека било најдено и автоматско оружје. Продолжува надпреварувањето во првата фудбалска лига. Утре ќе се одиграат надпреварите од 14-тото коло во најсилното надпреварување во Македонија. Откако загуби со второ пласираната екипа на табелата Шкендија, штипските сини утре ќе ги одмерат силите со лидерот на табелата Вардар во Скопје. Во останатите надпревари кои ќе се одиграат во рамките на 14-тото коло се очекува интересен дуел помеѓу екипите на Силекс и Работнички, каде што Работнички со бод повеќе се наоѓа на третата позиција, додека Силекс е на четвртото место. Царев двор на домашен терен ќе ја пречека последната екипа на табелата, односно Металург. Екипата на Турново ќе гостува кај Шкендија и Шкупе ќе ја пречека екипата на Ренова, каде што и двете екипи имаат по 16 бода. Надпреварите се закажени за 13 часот. Македонскиот шампион ЖРК Вардар го очекува можеби најважниот надпревар во Лигата на шампионите во рамките од четвртото коло. По убедливата победа над Миттеланд во минатото коло во спортскиот центар Јане Сандански, Вардарки подготвени и мотивирани во Данска ќе се борат да ја зацврстат позицијата на табелата. Левото крило Маја Сокач за официјалниот клубски сајт изјави дека сите девојки се подготвени и желни за трета победа во низа на гостувањето кај Миттеланд. Победата во Скопје над Миттеланд одлично ни дојде. Потребно е само идентична игра, како што игравме овде и ништо друго. Покажавме како се игра одбрана, како се игра напад, така што би сакала да ја повториме истата игра, изјави Сокач за официјалната веб страна на ЖРК Вардар. Овде е крајот на дневникот на телевизија Канал Плюс. Следното информативно издание во 20 часот. Пријатен ден!